За парите на партиите треба да знаеме 3 работи: кој ги дава, кој ги зема и кој ги контролира тие процеси. Кај давањето може да има скриени интереси од донатори, кај земањето неправилности или злоупотреби во трошењето. Политичките партии не се приватни фирми, не се ниту обични здруженија. Тие се специфични организации кои раководат или сакаат да раководат со државата и со нејзините институции, да носат одлуки што влијаат на нашите животи и да управуваат со парите што ги плаќаме како даноци и други јавни давачки. Затоа, колку пари имаат кај нив, чии се тие пари, како се собрани и како се трошат, не е прашање што ги засега само партиите, туку сите нас. Поради ова е многу важно да се воспостават ефикасни системи за контрола на партиското финансиско работење. Најдобрите европски примери покажуваат дека контролата треба да има 2 фази: внатрешна и надворешна. Партиите треба да се контролираат и самите себе, бидејќи трошат пари на нивните членови, а преку државно финансирање пари и од останатите граѓани. Затоа, важно е да постои внатрешна контрола која е независна, стручна, транспарентна и со интегритет, за да може да се спротистави доколку финансиското работење ги крши законите и правилата. Надворешната контрола ја вршат државни органи кои можат до детали да ги прегледаат финансиите и да отворат случаи ако најдат неправилности или корупција. Се на се, задача на внатрешната контрола е да остави чиста сметка. Успешната надворешна контрола им помага на партиите подобро да работат преку обуки, упатства и наметнување стандарди во работењето. Истовремено, ефикасно дисциплинира преку прекршечни санкции и застапување пред правосудните органи. Обврска на членството, донаторите и на јавноста е да покажат интерес како се трошат партиските пари.